Добро вечер, почитувани гледачи, во 10-минутното интервју на телевизија 21. Наш вечерашен гостин е господинот Страшо Ангеловски, председател на МАК. Деновиве се поактуелно е прашањето за формирање на македонска платформа за зачувување на националните интереси. За каква платформа станува збор и дали е потребна на Македонија во овој период? Лично јас и политичката партија МАК која предводам сметаме дека во овој момент на Македонија не е потребна уште една платформа, а не пак платформа подпишана од македонските политички партии. Нормално е во било која држава каде што живеат и малцински етнички заедници, таквите заедници и нивните политички репрезенти да пишуваат платформи со цел за подобрување или зголемување на граѓанските права на припадниците на тие етнички заедници. Не е нормално тоа да биде платформа за зголемување на колективните права или да биде платформа насочена против државните интереси на државата во која живеат. Од тука и платформата на албанските политички партии ја сметам за штетна за иднината на Република Македонија, меѓутоа двојно поштетно би било доколку сега пак македонските политички партии одговорат со некаква платформа која може само да доведе до понатамошни заострувања на меѓуетничките недоразбирања на кои сме сведоци, а кои знаеме до што доведува пред некаде 16 години. На Република Македонија и на македонскиот народ му треба државна и национална стратегија, но стратегија која не се пишува ад хок во 3 дена како одговор на една платформа, туку стратегија која ќе ја напишат и ќе ја понудат на македонската јавност луѓе кои знаат, кои умеат, кои можат и кои тоа треба да го сторат. Врз основа на таа стратегија, утре задутре ќе треба да се развива македонската држава, за да воопшто и нема потреба од подпишување на било какви предизборни или постизборни платформи. Токму и наредното прашање кое што сакав да ви го поставаме, дали ќе имаме етничка поделеност доколку се формира ваква платформа? Токму затоа и сметам дека во овој момент, во една ваква ситуација во која целата македонска јавност очекува разрешување на една криза во која влезе Македонија, дека воопшто не ни е потребна таква платформа која дефинитивно може да доведе до враќање на Македонија на линијата на огнот, како што некаде пред една година тоа го кажа државниот секретар на Соединетите Американски држави Џон Кери. Знаеме дека коалицијата за подобра Македонија не успеа да договори влада со ДУИ. Се погласно вашиот коалицијски партнер зборува дека доколку не биде начело во владата, ќе има продлабочување на кризата. Зашто всушност станува збор? Значи, за да дојдеме до кажувањето за можната подлабока политичка криза, мораме да ги разјасниме нештата како почнаа. Станува збор за еден предизборен, изборен и постизборен инженеринг во кој е втурната Република Македонија. Имено, отуѓената корумпирана бирократска врхушка на Европската Унија и до тогашната надворешна американска политика предводена од Обама-Клинтоновскиот клан, работеше на можноста во Република Македонија да се смени актуелната власт. Се вршеше предизборен инженеринг за да се смени актуелната власт. Имено се подпишуваа Пржински договор 1, Пржински договор 2. Се формира ад-хок тела за следење на медиумите. Се одложуваа на 2 пати изборите, се додека тие и таквите кои ја наметна оваа криза и го изведуваа тој предизборен инженеринг, не беа сигурни дека е можно со гласање, односно со изборите на 11 декември, некои други политички партии да го добијат мнозинството и да формираат влада. Меѓутоа, предизборниот инженеринг пропадна поради волјата на македонските гласачи, кои мнозинството гласови го дадоа на коалицијата за подобра Македонија. И од тука се обиде да се стори изборниот инженеринг со поништувањето на гласањето во ТРЦ. Кога и тоа не помина, значи кога пропадна и изборниот инженеринг, се пристапи кон постизборен инженеринг за да се оневозможи волјата на гласачите да ја даде владата која произлегува. Значи 51 пратеник од ВМРО ДПМН и 10 пратеници од ДУИ, кои се волја на гласачите во Република Македонија,
и кои се востановена практика во минатите 10 години, победникот од македонскиот, условно речено, гласачки корпус и победниот од албанскиот да ја формираат владата. Значи, сега сме сведоци на постизборен инженеринг за да се формира влада која ќе ја предводи СДСМ. Не заради двојазичност, не заради реализација на платформата на албанските политички партии, туку тоа треба да биде влада која ќе распише референдум со прашањето дали сме за промена на името заради влез во НАТО и Европската Унија. И, исто како 2004-та, со фалсификувани резултати, да добиеме резултат дека граѓаните на оваа држава на референдум се изјасниле за промена на името на државата. И СДСМ, и оние инструкторите кои го вршат овој инженеринг, се свесни дека не постои можност ова собрание да ја верификува таквата одлука, бидејќи се потребни 80 пратеници, меѓутоа, тие ќе бидат задоволни, таа влада, само да го заврши референдумот со резултат дека граѓаните се за промена на името, што потоа, години и децении натаму, како тежок камен ќе виси околу вратот на македонската држава и македонските граѓани. Тоа е всушност тоа продлабочување. Тоа продлабочување на кризата и во една таква ситуација, кога ќе биде народот свесен што му се подготвува, верувајте дека еден дел од луѓето, исто онака како што имавме незадоволни во овие 2,5 години и протестира фрлајќи балони со боја по државните институции, палејќи канцеларии на државни институции, јас верувам дека оние 455-500 илјади луѓе во оваа држава кои нема да сакаат да дојде до промена на името, ќе едноставно ќе се, доколку не ги организира политичка партија и не ги артикулира нивните незадоволства, тие самите ќе се организираат и ќе го искажат своето незадоволство. Високи функционери на ДУИ велат дека ВМРО ДПМН не се договориле затоа што не се согласувале околу продолжување на мандатот на СЕО. Дали е логично ВМРО ДПМН да даде поддршка за формирање на СЕО, а сега да не го поддржува неговото продолжување? Значи, доколку сме сите во оваа држава легалисти, го почитуваме правото и договореното, тогаш никој од нас не треба да даде поддршка за продолжување на работата на СЕО. Зашто станува збор? Седнаа лидерите на 4 политички партии, го подпишаа тој така наречен Пржински договор, во кој јасно пишува до кога ќе биде работата на СЕО. Значи, се што се бара надвор од тој договор не е легитимно и е правно неодржливо. Зошто тогаш да го почитуваме ние Пржинскиот договор во сите делови во кои беше испочитуван, значи беше закажано па одложено гласањето и изборите, беше формирано адхок телото, значи се беше испочитувано точно онака како што пишува Пржинскиот договор, сега бидејќи некому му треба, ајде тој дел за СЕО да не го почитуваме. Значи ВМРО ДПМН во овој момент е единствената политичка партија која го почитува договорот од Пржино и се владее според него. Во договорот јасно стои кога треба да заврши работата на специјалното јавно обвинителство. И чинам дека тука нема ништо спорно доколку некој сака да го види дека е тоа така. Меѓутоа, ако заради пропагандни нешта некој сака работите да ги покажува поинаку, тогаш ВМРО ДПМН е виновникот за тоа што не можеве да се формира влада и за тоа што не се согласува со продолжување на работата на СЕО. Знаеме дека ВМРО ДПМН стои на ставот дека не е потребна двојазичност на цела територија, но се чини дека помалите партии во коалицијата како да немаат толку тврд став. Како размислувате вие по ова прашање? Значи вака, на последниот состанок на коалицијата за подобра Македонија, дури дел од помалите партии има и подцврст став, а нешто нема толку цврст став. Мојот став е многу јасен и дециден од секогаш. Ние имаме потреба како општество и како луѓе да се разбираме меѓусебно. Доколку во едно село каде што живеат 1000 албанци и живеат 80 македонци, а мораат да се разбираат, се јавило потреба македонците да го научат албанскиот јазик. Тоа е сосема во ред. Меѓутоа, за кого сега ние имаме потреба од воведување двојазичност во Делчево, каде што, например, немаме ниту еден албанец. И ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија беа многу јасни и децидни во тоа. Подготвени сме да работиме и да се договараме за се што значи
подобрување на квалитетот на двојазичноста во општините каде што албанците се во мнозинство и каде испоред уставот, нели, следува да можат да се разбираат меѓусебно, да се разбираат со соседите, но да се разбираат и со централната и со локалната власт на својот мајчин јазик. Значи коалицијата за подобра Македонија беше подготвена да работи на подигање на стандардите на двојазичноста во тие и такви општини. Меѓутоа, јас искрено сметам дека било кој, па дури ни албанец кој размислува реално и нормално, нема потреба, освен ако не е тоа, нели, политичка пропаганда и платформа, нема потреба денес да излезе и да протестира, пример, пред Собранието на Република Македонија, барајќи двојазичност во Крива Паланка, Дојран и Делчево. Значи, станува збор за реалност, станува збор да седнеме конечно, да се разбереме едни со други, да престане замајувањето од страна на Зоран Заев на целата македонска јавност, значи мамењето и на македонците и на албанците. Јас на некоја телевизија бев прашан зошто пак Дуи мораше да ја направи оваа платформа и да бара двојазичност. Ами Дуи, ако не го стореше тоа, ќе останеше надвор од политичките случувања. Прв кој ја побара двојазичноста беше Зоран Заев, код него се накалемија Беса и Алијансата за албанците, и Дуи немаше каде и немаше што. Тој мораше да го бара тоа и дури ако е потребно малку повеќе да ги радикализира своите барања, за да се врати меѓу оние албански гласачи кои веќе години наназад се инструирани против Дуи, како мораме да бидеме овде искрени, како политичка партија која докажа дека после она што се случи 2001-та, докажа дека го почитува мирот и соживотот, ја почитува можноста Република Македонија да опстане ваква каква што е, со тоа што ќе им овозможува се повеќе и повеќе вработување на албанците кои мораме да бидеме свесни дека до пред 5-16 години не беа доволно застапени. Сето тоа оди полека. Не е тоа чекор кој можете вие да го прескокнете наеднаш. Значи, сето тоа бара ангажман, бара работа, бара труд, но не измами, како што тоа го прави Зоран Заев. Многумина кои гласале за него, доколку Заев и СДСМ формираат влада, верувајте ми, уште после 2, 3 или 5 месеци ќе бидат крајно разочарани од неисполнувањето на ветеното кое го добиле од него. Ви благодарам, господине Ангеловски, за гостувањето во 10-минутното интервју. Се надевам дека ќе имаме можност и друг пат да поразговараме. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 21.